Конфузни ставови и ретерирање на бизнисменот Зоран Азманов поврзани со неговото интервју за емисијата Македонски инсайдер кое не се снимаше. Прво тврдеше дека еден ТВ од него бара рекет, за подоцна Азманов да го промени ставот. Не знам дали е прав изразот рекет. Еве се извинувам ако сум погрешно, а сега еве вака. Се извинувам, можда не е тоа рекет, меѓутоа. Можда не е тоа рекет. Меѓутоа, дека работите се решаваат со пари, имаме и гледаме пред целата јавност. Бизнисменот Азманов пред еден месец пред новинарите тврдеше дека од него, Бојан Јовановски и еден ТВ бараат рекет од 50.000 евра или стан, но за тоа немаше докази. Сега, во петокот ми беа побарани пари за да немам никакви проблеми. 50.000 евра или стан. Од кого? Не, преку телефон. Кој ви ги побара? Бојан Јовановски. Во 1:51 го имам телефонскиот позив. Може ли да ми го дадете кај што ви вели? Дајте ми 50.000. Не, да. Кој ќе молам бара пари? Со СМС порака. По објавувањето на емисијата Македонски инсайдер, Азманов пред камерите не прецизира конкретна сума. Не сум барал. Од вас се барано пари? Не е барано пари. Па зошто зборувате цело време? Не е барано пари, него можело да се реши проблемот за некоја сума пари. Која сума? Кажано е све. 50.000 евра за барали или колку? Ќе ви кажам после емисијата. Азманов прво пред медиумите тврдеше дека во емисијата Македонски инсайдер не му било дадено збор. Во емисијата која што се емитуваше во неделата беа изнесени писмени одговори на бизнисменот, кој иако вети не одговори на сите новинарски прашања, откако претходно по негово барање му беа испратени. Прашањата Азманов ги доби во петокот, а одговорите ги испрати во раните утрински часови во неделата, но не беше и достапен за тимот на Македонски инсайдер да одговори во камера. Азманов сам додели листи на новинарите кога комуницирал со екипата на Македонски инсайдер. Според листинзите, доцна попладнето во саботата на новинар на еден ТВ одговорил: Те молам денес ако зборувате за мене во најава, барем кажете дека Азманов бил одсутен и дека се враќа во понеделник и дека ќе одговори на сите обвинувања со аргументи и докази. Пред медиумите тврдеше дека новинарите на Македонски инсайдер не го барале за да го снимаат во камера. За подоцна да прецизира и термин. Кога сакате, секогаш сум спремен, вистината е во мој раце. Кажете ајде термин. Вие кажете кој се. Вие бе кажете. Утре. Термин? Утре имам состаноци. Ајде во четврток. Уредничкиот колегиум на еден ТВ наостро ги осудува ставовите на Азманов, кој по најновата пресконференција признава дека има лажно обвинување за рекет.